Скопје 63-та е пантомимиска представа, пригоден чин со кој се дава придонес кон сеќавањето на жртвите од Скопската катастрофа од 1963 година. Во само половина час е реконструирано времето на несреќата преку видео и преку соодветни музички numери и преку пантомимата на актерот Мето Јанакиевски, кој плени со својата харизматичност на ликот и движењата како свидетел на настанот. Неговата креација емитира топлина и трогателност, но и срдечност и отвореност во спомените за едно време. Овој носталгичен пантомимиски настан се одигрува според концептот и режијата на Трајче Ѓорѓиев. Се работи за една представа која што е на некој начин реминисценција, сеќавање на она што беше 1963 година трагедија за градот Скопје, земјотресот кој што му се случи. Ние преку еден лик кој што е млад човек, кој што доаѓа во Скопје во тој период, ја запознава љубовта на својот живот, создава фамилија, се вработува и се случува таа трагедија, нему лично му се случува таа трагедија, но сепак за среќа убаво завршува за него и за неговата фамилија, така што преку целата оваа кратка пантомимска изведба сакаме да покажеме дека колку што во една трагедија има лошо, солзи, мака толку оптимизмот кон новиот живот сепак преовладува, така што тој има среќа и продолжува понатаму во животот. Сакавме да направиме така една кратка ретроспектива на сето она што било како фотографија, да извадивме фотографии од пред се од интернет и од наши познати фотографи кои што во тој период работели и ги сликали, ги овековечувале на станите, така што преку пантомимската игра и преку фотографијата и видеото се обидовме да направиме еден условно речено колаж кој што ќе потсети посебно младите генерации, ќе ги поучи на тоа што се случило во Скопје 1963 година. Инаку представата Скопје 63 беше дел од интернационалниот фестивал на пантомима и физички театар Панфест, чиј организатор веќе 20 години е Трајче Ѓорѓиев, а тој одржува и работилници по пантомима, преку кои ги едуцира младите артисти кои сакаат да научат пантомима. Такви работилници се одржаа и во Кочани. Представата после Кочани ќе се игра во Виница и во Македонска Каменица.